Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процетувањето. Здраво на сите и добро дојдовте назад на Медуза Токс. За тие што не гледате за прв пат, ние сме феминистичката платформа Медуза, а јас сум Калија Димитрова, главна одговорна уредничка на платформата. За тие што редовно не гледате, се извинувам за репетитивно најавно речениче. Денес на моje огромно задоволство гостинка ни е Кумјана Новакова. За тие што не се запознани со нејзината работа, Кумјана е режисерка, филмска кураторка, како и професорка. И ја фативме во Скопје, така што Кумјана, многу сум срекна што си овде и фала ти што прифати поканата. Фала на поканата, Кали. Прво би те прашала како се чувствуваш денеска во нашето студио, како си периодов? Периодов есенски, малку уморна, ама некако, не знам, убава е оваа година есента, сончево е, па се обидувам да се држам за она малку сонце што го гледам. Инаку, како и секоја есен, премногу обврски и некако сите како да се ставаат во форма за со нови проекти и нови ангажмани. Ама окей. Окей, најнеутралниот одговор што може да се даде на ова прашање. Да, периодот есента секојаш носи една мала гужвичка што мислам дека понекогаш не ни дава можност малце да застанеме, да одишеме и да сватиме што всушност правиме, него е така малце темпото речиси неподносливо, али тебе реално многу подолго ти трае тој период, ако смеам да забележам. Испушти во најавата да кажам дека иницијалната идеја за разговорот е твојот последен филм Мулкот на разумот, Silence of Reason, кој што во Скопје го гледавме минатата година, ако не се лажам, при фестивалот Прво па женско. И откако излезе филмот, бидејќи нели се познаваме и те следам, знам дека си во постојан некој процес од една страна промовирање на филмот, што е секогаш одлично, од друга страна препоставувам дека тоа е многу исцрпен процес, особено имајќи предвид тематиките со кои што се бави филмот и во какво време историско се случува сето тоа. Окей, не создадов поле за повеќе прашања, но сакам за тие што не го гледале филмот, а и за тие што го гледале, верувам дека многу ќе биде интересен овој разговор, еве јас сум една од тие што го гледале. Сакам баш онака од нула да почнеме и да поразговараме за филмот, за методот што се користи. Во принцип може да се каже нели дека Silence of Reason на некој начин е како истражувачки филм есеј, поврзан со нели сексуалните злостварства што станува злостварство против човештвото на Хашкиот трибунал кој што ти го следиш во филмот. Од друга страна истражувачки звучи многу документаристички, а всушност има една многу интересна и уникатна уметничка визуелна нота. Па ме интересира како го разви методот за филмот и како генерално изгледаше целиот тој процес. Особено, и со ова ќе го завршам прашањето, имајќи предвид дека жонглираш помеѓу различни професии, мене ме интересира како се случува да решиш да почнеш голем, амбициозен проект што подразбира многу време и dedication, како што е создавање на филм, имајќи сите други околни ангажмани, професии и слично. Многу прашање. Да, измини, таква сум. Не, мислам, секако прашањата одразуваат комплексноста на генерално на творење во денешно време, бидејќи, еве, ќе почнам од последниот дел на прашањето. Мислам дека ретко кој од нас го има луксусот да биде само во едно, да работи само на едно поле, да биде фокусиран. Живееме во неверојатно прекарно време. Патриархален капитализам е систем кој што просто не експлоатира и приватно и професионално и жонглирање меѓу неколку професии и области единствениот начин да се преживее, посебно доколку си жена која доаѓа од периферија.
geografska periferija, obštestvena periferija na profesionalna, бидејќи уметности филма за жал на периферија на економско бидување. Така што, тоа е причината заради која што сум на некој начин и јас, а и бројни други жени принудена да работам и како едукатор, односно да предавам, и како филмска кураторка и секако авторство, односно филмска авторка. Инаку Silence of Reason е проект кој што всушност почна да се формира многу одамна. Првата идеја, односно некако не идеја, туку тоа е многу повеќе од потреба. Јас инаку не работам, не навлегувам во проекти само ради, како да кажам, желба, туку секогаш треба да постои баш онака да биде потреба или повик кој што не можам да го игнорирам. И во овој случај потребата дојде после средба со 3 жени кои што преживеале сексуални злосторства и силувања во Босна пред 10 години, 2014 година. Случајно бев дел од една феминистичка иницијатива во Босна и Херцеговина, во Сараево, која што се обидуваше да помогне на жени кои што се погодени од тогашните поплави. Интересно е што ова година, 10 години од тогаш, повторно се случија масовни поплави во Босна и Херцеговина и точно се знае дека причините не се само во еколошките промени кои што се резултат на надчовечки, не, многу човечки се причините. И секогаш тај погодени се маргинализираните заедници. Во случајот на Босна, многу од маргинализираните заедници опфаќаат жени кои што се раселени како резултат на војната во 90-ти. И случајно, значи, како дел од таа иницијатива, еден ден требаше да однесеме средства, помош во здруженија во близина на Тузла. Ниту јас, ниту пријателката со која што отидовме не знаевме каде точно одиме, имавме само адреса. Кога стигнавме се покажа дека се работи за асоциација на жени и сега цитирам, жртви на силување. Акцентирам ова заради тоа што во тогаш и денес се уште во некои сегменти законот на Босна и Херцеговина и на сите други бивши југословенски републики преживеаните на силувања ги дефинира како жртви, што само по себе е многу проблематична и патриархална категорија, бидејќи ја поставува жената во една субмисивна положба, што за мене беше неверојатно интензивно искуство, бидејќи од средбата сватив дека жените со кои што разговарав воопшто не се во субмисивна позиција, во подредена позиција, туку се пред се извор на знаење, заради тоа што во, не знам, тој период од половина час, еден час средба, научив многу повеќе од колку години и години претходно искуство на работа и на читање и на следење на литература која што се бави точно со таа тема, родно и сексуално насилство. Тој интензитет на тоа искуство не ми дефинираше всушност како сакам да продолжам да размислувам на темата, меѓутоа остана некако во мене и првите идеи ми се формира
веднаш по завршувањето на мојот претходен филмски проект Вознемирена земја или на македонски Disturbed Earth во оригинал, која што пак е некако поствоен филмски есеј и во кој што за прв пат се сретнав со архивата на Хашкиот трибунал. Така што тие две, да кажеме, искуства, работата со архивата на Хашкиот трибунал и средбата со жените преживеани во близината на Тузла, беа двата фактори кои што некако ми дада, креираа некој простор за широко размислување на тоа што ако се обидам да направам некаква лична рефлексија на не само на присуството на траумата од сексуално насилство на нашите простори, бидејќи она што некако не забораваме, него не знаеме, бидејќи темата е комплетно игнорирана од различни актери, а посебно од јавните актери од системот. Не сваќаме дека сексуалното насилство е дел од нашите тела. Без разлика дали сме директно жртва или не. Сексуалното насилство е толку нормализирано и систематски користено низ историјата на нашите простори, не само на нашите простори, на секаде, меѓутоа јас секогаш тргнувам од своја лична позиција и ова е локалитетот кој што мене ме интересира. Значи, тоа е толку втемелено и системски се користи, што всушност преку пренесувањето на траумата од генерација на генерација и системското користење, ние сакале тоа да го прифатиме или не, нашите тела, женските тела се архиви на траума, се архиви на колективна траума и единствен начин да се некако трансформира траумата во знаење е да се научи, да се информира и да се преработи преку прво отварање на тоа кога, каде и што се случило и како се користи системски сексуалното насилство, за потоа да се направат различни механизми за превенирање. И сега секој има своја улога во различните фази и аспекти на тоа соочување со траумата. Сметам дека улогата на уметноста е токму отварањето на таа тема јавно. Колку и тоа да биде непријатно, колку и тоа да биде тешко, колку и тоа да биде проблематично. Бидејќи доколку во уметничките форми не ги отвараме тие теми, тие во нашиот систем остануваат затворени. Нели ги туркаме под тепих. Односно, системот ни е толку патриархален што на сексуалното насилство воопшто не се гледа како насилство. Така што, тоа беа некои промислувања околу тоа. Истражувањето го започнав како едно многу широко истражување. Најпрво имав идеја да пробам да некако да артикулирам различни периоди на користење на сексуално насилство, односно временски да работам со мултитемпоралност, бидејќи не се само војните во 90-тите и не е само Босна и Херцеговина. Размислував дури и на вклучување на насилствата во
Kosovo na teritorijata na Makedonija prethodno, vo prethodni istorijski periodi. I međutim, sekogаш, kako i za sekoj filmski projekt, ideята не доаѓа пред да се дојде до конкретно до cinematic space, ние го викаме, или филмски простор. Оно што го одреди мојот филмски простор беше првото сведоштво до кое што случајно дојдов, истражувајќи за пошироко. Тоа е сведоштвото на девојката или жената 87 од судењето против кунараци останатите во Хаг, која е една од преживеаните кои што ги поминува сите фази на логорите за силување во Фоča, за на крај да биде жртва на трафикинг и е една од 4 жени кои што живеат во сексуално робство во Подгорица, од кое што после 4 месеци успева да избега. Јас лично и покрај сите информации и сите активности кои што ги имав и покрај читањето во областа, јас лично не знаев дека не само што се користело силување како воена стратегија во војните во Југославија, туку жените се всушност и продавани, односно се жртви на трафикинг и живееле во сексуално робство. И тоа беше некако одлучувачко, бидејќи во тој еден случај сватив дека не може да се отвори темата пошироко, доколку самиот пристап не е колку што е можно попрецизен и пофокусиран. И Добро, мислам дека всушност тука веројатно и лежи, не знам дали моќта е вистинскиот збор, ама потенцијалот на било која уметничка форма, затоа што не треба да раскажеш многу не знам, сеопфатна приказна за да докажеш дека некоја болка или некоја травма или некоја насилство или што и да е некоја точка може да биде релевантна за некој во било кое време од историјата или било каде да се наоѓа во светот, така што мислам дека и тоа се добива како впечаток од овој филм, дека зборуваме за универзална женска травма, не универзална, него нешто што би можело да се случи на друго место и во друго време и што нешто и во моментов се случува. Така што мислам дека тоа е да колективната травма е пренесена. Да, колективна. Оно што е некако јасно од случајот на Фоča е дека се работи за не се работи за ексклузивен случај, туку е методологија која што се развива низ историјата и која што во случајот на Фоča е многу прецизно имплементирана. И Silence of Reason ја на некој начин ја трансформира ги трансформира тие елементи филмски за да го отслика и да го покаже тоа како точно прецизно дефинирана стратегија која што практично од една страна не остава никаков простор за пропитување внатре во воените структури, да. Од друга страна, никогаш не била до крај артикулирана за да биде дефинирана како
sredstvo za vojna. Odnosno, ta opšta normalizacija na seksualните насилства за време на војната доведува до тоа да сите жени кои што биле предмет на таа форма на насилство немаат ист статус како мажите кои што биле жртви на други форми на материјално мачење, на милитарно воено мачење. Од тука и разликата помеѓу преживеани во случајот на мажите и жртви во случајот на жените, разлика во. Но она што беше за нас, да кажеме, одлучувачко, заради тоа што и јас и сите други со кои што соработував на Silence of Reason, беше исклучително тешко ни беше да одлучиме да почнуваме да работиме на овој филм, заради тоа што е голема одговорност зошто филм 30 години после одредени нели случувања. Мислам, војните завршија 95-та во Босна Хрватска. И некако кај многу од помладите автори и авторки се случува отпор кон воени теми. За нас беше важно да знаеме зошто сакаме да влеземе во тој процес и главната причина беше прво заради тоа што ние апсолутно немаме усвоен дискурс дека жените кои што се кренале над индивидуалната траума и опасноста од ретрауматизација и прифатиле да сведочат, тоа го сториле заради потенцијалот да се промени меѓународното кривично право. И тоа е многу важно и тоа е многу голема разлика заради тоа што сите девојки кои што, и не само девојки, него генерално сите млади кои што растат на овие простори, би можеле да учат и да знаат дека промената на меѓународното кривично право, односно неговата, да кажеме, после тоа судење, меѓународното кривично право станува многу помалку патриархално. Со тоа судење се признава за прв пат во историјата на човештвото дека силувањето како стратегија е злочин против човечноста и е меѓународен злочин. Во таква една средина ние практично од насилството кое што произлегува од нашето општество го трансформираме во простор на учење и простор на знаење. Меѓутоа, тој дискурс недостасува. Првата слика која што имаме кога ќе се спомене Босна или жена од Босна, да бидам попрецизно, е жена жртва на силување. Тоа е и надворешниот, и европскиот дискурс, и локалниот или регионалниот. И за нас лично многу важно беше филмот да биде простор во кој што сите тие патриархални позвоени парадигми се на некој начин предизвикуваат, односно се разработуваат и се трансформираат во нешто друго. Да, искрено, баш ми е драго што ги спомна сите овие мноштво теми, затоа што да, нели очигледно сите знаеме дека војните во Југославија се користат за сензационализација на сите овие простори, како овде да се измислило силувањето како воена стратегија, како да не постои од историјата на човештвото. Така што важно е да се знае дека тоа што е всушност ново во контекстот на овој регион и во светот, поврзан со тие војни, е дека е де факто нешто поврзано со жените кои што преживеале и направиле исчекор за сите идни жртви на ваков тип на злосторства. Така што тоа е промената на парадигмата, а не е тоа дека овде се случиле некои злоставувања што не се случиле во други места или во други периоди во историјата. Но тоа што мислам дека е многу важно за овој филм и се поврзува исто така со ова што го разговараме, е дека на некој начин се чувствува во неговата, како да кажем, поетично, затоа што е доста поетичен начинот на кој што се развива приказната и е, нели, женскиот глас е централен. Нели, иако е филм што се кој што раскажува нешто многу болно,
и многу насилно, као тотално изоставува тоа нешто што можеби на прва лопта би го очекувале, некои експлицитни или не знам какви визуелни материјали кои што не соочуваат со насилство како гледач. Ме интересира дали ова беше свесна, сигурно била свесна одлука, но сакам да поразговараме малку за ова затоа што мислам дека е многу важно за нас како човештво, како луѓе кои што нели сведочиме болка и траума, како го разработуваме тоа насилство, како го восприемаме и кој е нашиот однос кон тој материјал, затоа што после некој време нели станува материјал зашто е едноставно дел од светската архива. Но мислам дека дел од почита кон луѓето што преживеале ваков тип на злосторства е како одговараме на ваков вид на визуелни содржини или како автори решаваме да вклучиме или да испуштиме нешто од почит кон луѓето кои што го преживеале тоа. Да, мислам, потпишувам се што кажа. Исклучително е важен пристапот. Меѓутоа, јас прво пред се сакам да споделам дека јас доаѓам од мојот бекграунд е во истражувачки методологии. И тоа е многу важно, бидејќи тоа го дефинира мојот филмски јазик. Во процесот на барање на филмската форма, одлуките ги донесувам секогаш на база на материјалот, односно на истражувачкиот материјал со кој што работам, и не верувам во идејата дека постојат адекватни форми кои што се резултат на големата идеја на уметникот. За мене тоа е исклучително патриархална идеја за тоа што е уметност и очекувањето дека идеите се раѓаат некаде во главата на генијалецот е апсолутно, како да кажам, пред се бајата, а после сето тоа и проблематично. Сега, имајќи го тоа предвид, ќе кажам дека она што беше процесот кој што ја дефинираше формата, значеше всушност следење на архивата до која што дојдовме, која што е на среќа комплетно е отворена во секоја смисла на зборот Хашката архива. Единствен проблем е што мора да се научи јазикот на судот за да се дојде до конкретните фајлови, бидејќи не се работи за филмска архива, не постојат нешта као каталози. Ова е многу важно да се спомена. Тоа е многу важно, да. Така што јас морав да најдам начин, да сватам на кој начин функционира судот, односно да научам како функционира судот, за да почнам да ги пренаоѓам фајловите. Всушност, ова исто така докажува колку е важно континуирано да се занимаваме со овие теми како уметници, да речеме, и на други нивоа, затоа што еден обичен граѓанин човек нема да има начин како таков вид на материјал да го доживее и да го или прочита или свати. Апсолутно. Нашата улога тука е исто и премостување на јазот помеѓу она што е публика или општество и високо специфични истражувачки датабази и материјали. Откако ги дефинирав сите материјали кои што се наоѓаат во ХАК, донесавме една клучна одлука која што води во насока во која што ти зборуваш, која е таа позиција која што филмот треба да ја изгради за да биде што е можно поблиску до субјектот на преживеаните. Односно, на кој начин ќе направиме филмот да зборува не во име на, бидејќи ниту еден филм не може да зборува во ничие друго име, туку колку е можно поблиску до тоа искуство на преживување и тоа искуство на знаење. И првата одлука беше да не користиме никаков материјал кој што е поврзан со одбраната на оптужените. Тоа значеше дека колку и да имаме примамливи
pod navodnici egzotični materijali, koji što može bi mnogo lesno bi go rešile filmski jazik, odlučivme da ne davame prostor za materijal koji što doaѓa od страната на насилството. Со тоа дефиниравме дека ќе користиме исклучиво докази кои што се пронајдени од оптужбата, многу ограничен број на видеоматеријали и на фотографии. Фотографиите беа сите форензички материјал и исклучиво текст, односно сведочењата на жените. Понатаму, барањето на формата беше прашање на експериментирање. Но та методолошка одлука да се фокусираме само на материјалот кој што произлегува од сведочењето на жените, ја го структурираше Silence of Reason пред да бидеме воопшто и свесни за тоа. Инаку, многу важна за мене беше феминистичката теорија на, например, Саидија Хартман ја читав во тој период, една од теоретичарките на црната, првите генерации на слободна црна жена, например, таа пишува и работи многу со архиви кои што се невидливи или архиви кои што не постојат, што е многу лесно може да се примени на нашиот регион, колку и да е тој различен од искуството на колониализмот со кој што работи Саидија Хартман. Многу сме блиски заради тоа што ние и немаме практично архивирање кое што е од перспектива на женскиот субјект. Нашите архиви се резултат на нашиот јавен систем на знаење секако, во кој што субјект е секогаш патриархалниот држач на моќ, а тоа е белиот маж. Да, тоа е белиот маж, неретко и некој кој што доаѓа од надвор, не само. Така што, ете, тоа е приближно и сега понатаму, секако навигиравме низ сведочењата и тука само кратко ќе кажам дека голем дел од сведочењата не се достапни никому, бидејќи се работи за високо заштитени сведоштва. Сите жени кои имаат прифатено да сведочат се работи за приближно околу 30 жени од малку повеќе од 80 идентифицирани, кои што прифатиле да пројдат низ процесот на сведочење. Сите имаат добиено висока заштита и заради можноста на откривање на идентитетот, одредени делови од сведоштвата се комплетно избришани. Втор аспект кој што е интересен, повторно од некаква антиколонијална феминистичка позиција, е што сите сведоштва се достапни само на англиски јазик, во нивен превод, не постојат сведоштвата во оригиналниот јазик на кој што се дадени. Стварно. Така што таа одлука филмот да биде на англиски не е естетска, туку е одраз на фактичката состојба на тој филмски простор. И трета работа што во процесот на едитирање на текстот со кој што работевме, секогаш се трудев да не оставам простор вистината да биде под прашалник ставена. Од друга страна, колку што е можно повеќе, да бидеме нежни и да бидеме да изразиме почит кон злосторствата кои што ги имаат жените преживеано. Односно да покажеме само толку колку што е минимум потребно за да се сватат сите аспекти од таа воена стратегија и да не ја преминеме линијата на
кршење на достоинството на преживеаните. Па да, и мислам, во тој случај ги ставаме за секогаш да останат во таа позиција на едно нешто што го преживеале во животот и тоа е тотално нефер. Ми се допадна ова што го спомена, дека понекогаш кога работиш со архиви, особено ако работиш, ако се трудиш да работиш од феминистичка перспектива, дека самиот материјал некако го води процесот, затоа што мислам дека од друга страна, ако имаш нека многу фиксна идеја однапред, дека може да го инструментализираш туѓото искуство што де факто ти го користиш и треба, мислам дека се остави простор да диши и да си каже самото како да биде раскажано, така што да, тоа ми беше многу интересна перспектива. На истата нота на ова на крај што го споменавме со како вид на материјали се споделуваат и со која цел, искрено не можам да престанам да мислам на тоа како е во овие услови денешни да се зборува и да се промовира филм што се занимава со војни злосторства, геноцид и така натака. Така што ме интересира каков е твојот однос кон овој момент во кој што филмов комуницира со светот, тоа што комуницира со публика на многу места, знам дека патуваш, го промовираш постојано, и ме интересира како публиката го восприема филмот денес, но и каков е твојот однос кон тоа во што се наоѓаме моментално, имајќи предвид дека живееме или веќе 1 година од геноцидот во Газа. На почетокот кога почнавме со патувањата, искрено кошмарно беше искуството, бидејќи од една страна многу од платформите, филмските платформи, неважно дали зборуваме за филмски фестивали или за независни културни центри, се дел од западниот систем кој што кој што е систем на насилство и кој што помага и има одговорност во геноцидот во Газа. Многу од фестивалите каде што можевме да отидеме, ги откажавме. Затоа јавно не зборуваме, бидејќи сметам дека е неадекватно е да се одзема на внимание во период кога целото внимание треба да биде свртено кон можностите за реакција на насилството и на геноцидот во Газа. Но може да споделам и да дадам поддршка на сите автори и авторки кои што доколку имаат било каква дилема околу тоа дали се на правата страна, секогаш подобро да ја превенираат можноста да бидат на погрешна страна отколку да. Но тоа на сето тоа на крајот на денот не значи ништо, бидејќи сваќаш дека она која што си го работел години и години не е дел од историја, туку е дел од сегашноста. И дека причините заради кои што работевме и на Disturbed Earth и на Silence of Reason е можноста некој нешто да научи и да некој нешто да свати. Мислам, никој нема мок никого да научи ништо, тоа е апсолутно јасно, немам такви илузии дека со филм ќе... Меѓутоа, сепак од отварањето на сите ужасни стратегии на насилство од Босна и Херцеговина, може би имаат потенцијал, верував дека може би имаат потенцијал да покажат дека никому ништо добро не може да донесе ниту еден конфликт и ниту една форма на насилство. И со тоа што го преживеваме Газа секојдневно, сваќаме многу луѓе кои што работат на
so različните arhivi od Bosne i od Kosova i od sita drugi delovi na svetu, svakаме дека всушност ништо не учиме. Газа е апсолутен тест на се оно што е човечко кај нас уште и некако како да треба, секој ден се чувствувам дека треба да почнеме од почеток со објаснувањата, но тоа е од друга страна и пристапот на системот кој што патриархалниот екстрактивистички капитализам кој што се базира на исклучиво на насилство, не ги препознава не препознава нито една друга форма на знаење. Апсолутно. Мислам дека проблемот со тоа што сега се соочуваме како човештво е дека нели понекогаш имаме таа наивна идеја дека времето има некаков линеарен тек и дека нештата се учат еднаш за секогаш и дека потоа тоа е зад нас како човештво и окей, одиме отаде таа темнина што сме ја преживеале. Всушност историјата постојано не учи дека се е циклично и насилството е циклично. И тоа е многу тешко да се восприеми како идеја затоа што нели каде отаму ако тоа е вистината и ако ќе се репродуцира насилството за секогаш е малку темна мисла од која што нема баш како да се излезе. Па и линеарна и циклична концепција на време даја од иста парадигма. Нас не мислам дека решението прво мислам дека идејата дека постои решение е погрешна, не постои решение, како што не постојат ни правила, но едно е сигурно, нас не ни требаат механизми за да сватиме како функционира парадигмата во која што живееме, бидејќи таа е потполно погрешна, нас ни треба нова парадигма. Сеедно е дали зборуваме за Босна или за Газа и може би актерите се различни, меѓутоа правилата се исти. Правилата и искуствата се исти, се многу слични. Сликите кои што денес ги гледаме во Газа, ние ги гледавме во Сребреница, ги гледавме во Косово, ги гледавме во Руанда, мислам, тоа се истите слики. И не се работи за никаков ексепшн, туку се работи за правило, кое што е посилниот владе и не постојат правила за посилниот. Оно што сакам јас лично самата со себе да го расчистаме, каде сме ние како субјекти кои што одбиваат да бидат шмукани во таков еден дискурс, колку можеме да направиме и што може, како треба да правиме за да преживееме, бидејќи од друга страна многу е опасно прегорувањето, и емотивно и интелектуално сите сме на рап на прегорување, ако не сме веќе од другата страна. Така што важно е да не се откажуваме, колку год да ни реалноста да изгледа невозможна. Важно е да не се откажуваме, бидејќи сите тие мали дисрупции кои што можеме да ги правиме, не знам кој е адекватниот збор на disruption, ама сите тие возможности на предизвикување и креирање на процепи го слабеат системот на насилство. Колку и да ни звучи тоа утописки, јас верувам во таа можност на креирање на мали трусеви кои што со поврзување на различни колективни и парцијални борби можат да бидат значајни. Например, многу филмски автори и авторки се споја во различни иницијативи на
odbivanje na odredeni pravila od kako počna genocid od Gaza i ne isto poveke. Mislim, ništa ne je isto. I se nadam deka tije povezovanja ќе ne направат се посилни и од тоа верувам дека некада има нешто како добро. Се ствара некаков отпор кој што кој што има шанси. Да, јас се служувам апсолутно и сите мислам дека го чувствуваме тоа дека повеќе ништо не е исто, ако ништо друго бареме преочигледно дека премногу меѓународни механизми, ако не и сите што треба да не заштитуваат, тоа не го прават. Истовремено мислам дека е веројатно и призма на гледање на нешто и затоа е важно да си ги правиме едни со други овие разговори, затоа што да, мислам историјата на човештвото е историја на насилство, меѓутоа е и историја на љубов и отпор и заедница и мислам не смееме да си дозволуваме да го заборавиме тоа или да селективно да гледаме кон лошото затоа што нели така доста е веројатно као би завршила таа приказна. Али да, мислам дека има некои денови оваа година кога едноставно тоа е многу тешко речиси невозможно. А истовремено мислам дека треба на вистина да внимаваме ние што сме на безбедната, условно кажано, во нека безбедна зона, да не нели да не си дозволиме тоа што сме изложени на визуелно насилство да го замениме со да изгубиме солидарноста и да се поставуваме како ние да сме жртви на ситуацијата, тоа е многу далеко од вистината која на некој во моментов му е одземено правото на живот, нели? Да, тоа е многу опасно и има многу, мислам, многу работи стана јасни со например, изложеноста на бруталните слики. Секојдневна изложеност на брутални слики и реакции према бруталноста. Мислам, од една страна стануваме се помалку чувствителни код насилството заради таа масовна продукција на насилство. Од друга страна, многу постои опасност од апроприација на страдањето, која што е ужасно присутна и која што го ја менува насоката на дискусијата и на потребата и го исто за мене една од најголемите опасности тука е расцепкувањето на отпорот. Никој не е важен во моментот, освен луѓето во Палестина. Точка. Мислам, секако се случуваат бројни други насилства и проблеми, меѓутоа постои неприкосновено право на живот. Тоа е еден минимум за кој што сме се мислиме дека сме се договориле. Очигледно не, меѓутоа право на живот е највисокото право и сите наши активности, сите наши дејствувања, сите наши мисли морат да бидат насочени кон таму. Не постои поважна вест во моментот и не постои поголемо страдање. Така што таа апроприација на страдањето е ужасна и не секогаш свесна. Мислам дека најчесто не е свесна и затоа ми е важно вака експлицитно да ја адресираме, затоа што е лесно да се отиде по тој пат, пошто живееме во страшно нарцисоидно и перформативно Апсолутно. општество. Апсолутно. Да, денес што сега се подкутвував за разговоров, паралелно уредував некои текстови за нашата нова публикација која во голема мера ќе се занимава со овие теми. И прочитав ќе има една песна во книгата и украдов еден стих кој што се надевав дека ќе можам да го искористам во нашиот разговор. На Грација Танасовска е песната, се надам дека ќе ми прости што вака издемов парче од поезијата, али вели неочекувани градини растат на места лизгави од повторување. И мислам дека некако е убаво срочено тоа колку е болно
колку е болна повторливоста на болката, но колку многу може да порасне од таму ако сме доволно храбри, веројатно. Да, мислам тоа е тој непрекинат круг на болката или на траумата. Од друга страна, не знам, јас стварно сакам да верувам дека конкретно искуството на жените кои што успеале да се кренат на таа цикличност на траумата, во случајот на Фоча, и го пресекле тој круг на повторување и докажале дека е возможно системска промена, која што е надвор од нивниот многу ограничен свет на действување. Мислам дека тоа е точно она што покажува или што демонстрира дека вакви градини се возможни. Благодарение на тие 30 жени, например, веднаш после судењето за Југославија, беа возможни судењата за Руанда. Така што понекогаш тие наши мали акти на солидарност имаат ефект некаде далеку и превенираат понатамошни незамисливи насилства. Неодамна читав едно лично искуство од Руанда и самата идеја дека можеби таа жена која што го преживеала тоа искуство е всушност некој кој успеал да реализира полесно подобра иднина, колку и да звучи тоа идеалистично, благодарение на жените од Фоча, за мене беше неверојатно. И би сакала сите да имаме такви, сите да се развиваме и да растеме со такви примери. А таа можност лежи во нас. Само треба некако да наоѓаме начини на феминистички интервенции во колективните истории, бидејќи ги имаме ние примерите. Да. Ке одберам некако на оваа нота да го заокружам овој разговор. Мислам дека конкретно овој филм го прави токму тоа и еден дел од еден огромен мозаик што го градиме заедно. Јас стварно верувам во колективната љубов како нешто што може да прави смисла од ова што го гледаме и живееме денес. Така што фала ти, Кумена, што ми помогна да ги отвориме овие многу тешки теми и се надевам дека разговорот им прави смисла на луѓето во овој момент. Фала ти, Калија, на поканата и фала ти на храбрите прашања и се надевам дека отвараме нови простори феминистички, револуционерни. Борба да продолжи. Да. Чао.